Имам еден професор по физика, кога бев средно училиште, кој кога децата малку повеќе знаеа, веројатно за да ги смирува, зашто не е добро ученикот се да знае повеќе од професорот, им поставуваше едно прашање. Зошто крстената вода не се смрзнува на 0 степени? Обично сите знаеме дека водата смрзнува на 0 степени. Меѓутоа, крстената вода не смрзнува на 0 степени. Не знам дали го знаеше самиот професор одговорот на тоа прашање, зашто никогаш не го кажа. Ама многу години поминаа додека јас научив зошто крстената вода не смрзнува на 0 степени. Тоа е навистина аномалија една, како што и друга аномалија на водата постои, меѓутоа таа е испитана и научно докажана и може да се учи во сите учебници по физика. Меѓутоа, ова, зошто водата не смрзнува на 0 степени, тоа не може никој да го докаже. А другата аномалија на водата, која е докажива, таа е дека на 4 степени, на 4, значи не на 0, водата е најтешка, што во суштина е ненормална, затоа и се вика аномалија, затоа што секој предмет, секоја материја, колку се лади, колку потешка станува. Но водата, гледате, најтешка е на 4 степени, а не на 0 степени. Зошто? За да се спаси целиот животински свет, односно се што постои во водата. Затоа што ако е потешка на 4 степени, водата паѓа долу. И така не замрзнуваат морињата, океаните, и така преживуваат рибите. Инаку, ако е најтешка на 0 степени, тогаш мразот нема да се качи горе како кора. Меѓутоа не ми е тоа целта. Целта ми е да ви кажам дека многу години помина додека јас научив зошто водата крстена не смрзнува на 0 степени. Секако не ќе можам тоа нити јас научно да ви го докажам. Меѓутоа, една работа што научив е тоа дека се Господ што ствара е нова твар. И сите нас не подготвува за таа нова твар која ќе биде во Царството Божие. Исто така е да физичка особина е дека во овој свет во кој што ние живееме не е постигната поголема брзина од брзината на светлината. И така и јас научив по физика и му кажувам на покојниот дедо мој, дедо, најбрза е светлината, нема ништо побрзо од светлината. А тој ми вели така, те учат внучко на училиште. Ти така одговарај за да добиеш добра оцена. Ама да знаеш дека побрза од брзината на светлината е брзината на мислата. Мислата може да биде побрза од светлината. Тоа може само искуството на православниот христијанин да го знае. Затоа што нашата духовност е многу подлабока од науката која ја примаме. Науката по нешто достигнува, ама нашето искуство во верата го црпиме од овие настани, какви што беа вчера, богојавлението, кое во суштина вчера го нагласивме, тоа е дека е најголемо просветление, нема поголемо просветление од тоа за човекот да свати дека Бог е Света Троица. Колку ќе свати? Не може да свати, зашто мали се капацитетите на човека, кога велиме да свати, значи да го фати. Не може да го фати Бог.
Меѓутоа, затоа велиме со вера да го прими, дека Бог е Света Троица. Ето е големината на верата наша, која не воспитува по едни нови димензии и не подготвува за новата твар која ќе се случи после второто Христово доаѓање. Ама таа нова твар ја гледаме ни символи, уште сега во овој свет. Значи не подготвува Господ за да бидеме сигурни дека ќе дојде таа нова твар. Таа нова вода, нова твар, крстената вода има нова димензија. Вие знаете, и сите знаеме дека поголемиот дел од човековиот организам е вода. Меѓутоа, таа вода е вода како материја која Господ ја ствара во одредено време. И има замисла што ќе се постигне со таа вода. Како ќе действува и се слушале дека таму каде што Господ сака се укинуваат законите на природата. Тоа е нова твар. Нова твар, значи ние сите сме навикнати зошто Господ кој ги створил законите, зошто ги укинува? Па за да ни покаже символично дека тој е господар на животот. Тоа треба да го сватиме и тоа треба да го разбереме, дека имаме еден господар, да не се правиме самите господари дури ни на себе, туку имаме еден господар кој се вика Господ и кој се може. Нема нешто што не може нашиот Господ и тога и да ги укине законите на природата и нив може. И крстената вода да не замрзнува на 0 степени и тоа може. Ама тоа е нашата вера. Вера која може да не спасува, вера која може да не одведе пред престолот Божи. Така, браќа и сестри, на сите нас ни ја нуди ова спасително дело на Божјото јавување кое го имаме. Јас вчера ви говорев за тоа дека Свети Јован, кој денес го славиме, му вели на Господа, како јас да ставам раката над главата твоја. Зошто сите знаеме дека по големиот става рака над помалиот. Значи Господ треба да стави рака на Свети Јован, а Свети Јован го вели, остави сега тоа. Нам ние да ја исполниме сета правдина. А тоа значи дека ако ти си послушен, сега стави раката твоја на мене, зашто ќе се кажува тоа со векови на натаму. Свети Јован не го знае тоа, меѓутоа Господ го знае, а сега 21 век после тој настан ние го спомнуваме и се поучуваме од истиот настан. Затоа, браќа и сестри, вие кои го слушате о Словото, кои доаѓате во црква, поучувајте ги вашите близни, поучувајте ги за тоа дека само црквата може да спасува. Нема друг начин на постоење освен црковниот начин. Се друго е илузија и се друго ќе заврши. Еднаш ќе заврши и ќе го покрие земјата и како никогаш да не било. Ама тоа што ќе влезе во црквата, тоа нема заборав. Тоа секогаш ќе се памети зашто Господ го има запишано во својата меморија. Денес на празникот на Свети Јован претече и крстите, особено треба да се сетиме на сите димензии кои Господ ни ги отвара, зашто токму преку неговото послушание ние разбираме дека поважно од сите закони кои ги гледаме, не закони пишани од човек, туку закони на природата,
поважно дури од нив, а камоли пишаните закони, е човек да ја почитува волјата Божја. Прво да ја научи која е волјата Божја, а потоа да ја почитува. Зашто само таа волја Божја е за нас спасителна. Се друго поминува и заминува. Е така да се поучуваме самите себе, да ги поучуваме нашите ближни, да ги поучуваме нашите комши, пријатели, да ги полниме црквите не затоа што ако се празни нема да му биде пријатно на попот или на владиката кој служи во нив, туку затоа што ние ќе останеме празни без црква. Црквата само може да ги наполни нашите души, да ги наполни за живот вечер, кој посакувам сите вие да го наследите, во сите векови да живеете, вековите што ќе доаѓаат, ако Господ ни ги вети дека ќе бидат векови за наш живот и за наш обстанок во времето кое ни следи. Милоста Божја да биде на вас, да не храни, да се чува во сите дни на вашиот живот. Амин. Много ја не дам,